Изгорени лозови и овошни насади кај Водоча, земјоделска механизација кај Банско, помошни земјоделски простори на обработливи површини кај Дабиле, се дел од штетите предизвикани од пожарите на отворено што во овој период зачестија во Струмичко. Заради запалени стрништа или сува трева, страдаат и земјоделски посеви. Тоа е најчесто лозињата се блиску, значи може да дојде и до запалување на лозињата, па затоа сакам да искористував моментот да апелирам до граѓаните да внимават, бидејќи има многу повеќе материјални, се создават повеќе материјални штети. Во последниве денови, екипи на Струмичката противпожарна единица постојано се натеран за да спречат ширење на пожарите на отворено, кои уништуваат земјоделски посеви, долгогодишни насади, но и пластеници. Невниманието и човечкиот фактор се најчестата причина за пожарите на отворено во југоистокот, при што страдаат земјоделските посеви. Само во последниве десетина дена пријавени се околу 10 хектари опожарени лозови и овошни насади. Од Струмичката противпожарна единица тврдат дека дури 80% од пожарите во оваа година се на отворено, заради што апелираат на совесно однесување како на граѓаните, така и на земјоделците, да не палат огнови на отворено и да не фрлаат од пушоци. Според командирот на територијалната противпожарна единица, најголемиот дел од пожарите се подметнати или се од невнимание. 119 интервенции се на отворен простор. Значи процентот е многу поголем на отворен простор и тоа во последните 2 месеци заради високите температури. Фактор е за настанување на пожар е човечкиот фактор. Исто така да се внимава и при чистење на своите ниви, кои со завршувањето на жетвата, граѓаните ги чистат нивните ниви, па да се внимава. Последниот пожар беше на локалитетот Ташли Бајр во општина Василево, каде гореше сува трева и ниско стеблеста шума на површина од 25 хектари, а малку недостасуваше да бидат зафатени и лозовите и овошни насади, подигнати од повеќе компании, нови простор.